Петочно издание на регионалните вести. Месо, коски, рогови и други остатоци од разни животни скапуваат кај стариот градски стадион во Тетово, на локацијата каде за време на празникот Курбан Бајрам се продава и колеа животни. Од ова место, кое е на само неколку метри од приватни домови, а на стотина метри од центарот на градот, се шири и непријатна миризба. Никој не ги отстранува остатоците од мртви животни кои со денови скапуваат нова локација кај стариот градски стадион во Тетово, каде за време на празникот Курбан Бајрам се продаваше и колеше стока. На локацијата која се користеше како привремен сточен пазар на само неколку метри од урбана населба, може да се забележат утроби од внатрешни органи, животинска кожа и рогови. Ова место исто така е преполно со изметот каде се шири непријатна миризба. Од Центарот за јавно здравје Тетово апелираат местото кој представува потенцијална опасност од заразни болести, ургентно да се исчисти механички, а потоа да се изврши дезинфекција и дератизација. Местото сега е дива депонија со органски отпад кој представува голема закана и за околината и за човековото здравје. Локацијата е плодно тло за создавање на опасни бактерии. Тука се движат и кучиња скитници кои можат да ги разнесат остатоците од разни животни низ цел град, велат од Центарот за јавно здравје. Од општина Тетово не одговара зошто се дозволило на само стотина метри од центарот на Тетово да никне импровизиран сточен пазар и дали воопшто местото полно со измети остатоци од животни ќе биде исчистено. Властите досега не презедоа никакви мерки за отстранување на утробите од разни животни, кои неделава беа фрлени во долниот дел од река Пена. Во 4 населени места во општина Боговиње поставени 2800 водомери. Поставувањето на мирните инструменти е дел од проектот Општински стратегии за климатски промени. Во општина Боговиње денес свечено беше одбележана успешната реализација на пилот проект набавка и монтирање на мерни инструменти водомери за 4 населени места: Камењане, Долно Палчиште, Калник и Синичане. Ова е дел од поголем проект, проектот на УСАИД и Милио Контакт Македонија за општински стратегии за климатски промени, кој во партнерство со општина Боговиње започна да се спроведува од 2014 година. Со употребата на поставените 2800 водомери ќе се обезбеди одржливо управување со водните ресурси како еден од најранливите сектори на климатските промени. Денеска сме овде да промовираме успешно реализирање на проектот на кој што се спроведува од страна на Милио Контакт Македонија, финансиран од УСАИД. Исто така тука денеска гости бевме заедно со американскиот амбасадор за да видиме процесот, текот на проектот, каде што е предвидено да се доделат, тоест да се постават 2800 водомери на 4 населени места во општина Боговиње. The USA, the United States, started the municipal climate change project in about 4 years ago. Го започнавме овој проект за климатски промени пред 4 години, да им помогнеме на општините. Овој проект се спроведува во 10 општини во Македонија. Им помагаме на општините како да менаџираат со водните ресурси подобро. Тука во Боговиње, како резултат на вашата работа со поддршка на УСАИД, не само што го подобривте водоснабдувањето, исто така осигуравте рационално и одржливо користење на водата за пиење. Дополнителна корист од оваа иницијатива е што како резултат на вашиот ангажман во овој проект сега ќе имате подобро разбирање за климатските промени и зголемена посветеност да работите заедно за прашање од заеднички интерес. Проектот беше од областа на зачувување на климатските промени. И така работевме подолго време на овој проект, веќе траеше по 3-4 години. Најпрви ние работевме на таков начин за да дојде до овој проект, ние превентивно имавме неколку следби, имавме стратегија спремена, така да денеска промовиравме таков проект и се надевам дека и вие бевте учесници и гледавте ушто се работи. Значи ќе имаме преку 2800 водомери за 4 населени места во Боговиње, тоа е Синичане, Камењане, Палчиште и Калник, така да целта е да се контролира вода, да имаме вода за пиење, да имаме доволна и чиста вода за пиење. И нормално да се зачува овој амбиентот. Општина Боговиње е една од првите која што во Македонија изработи стратегијата за справување со климатски промени со помош на Милио Контакт Македонија и програмата УСАИД. И веќе започнуваме, ова е втор пример на директно спроведување таа стратегија. Значи имаме еден документ кој што е жив, кој што се спроведува и кој што општината и граѓаните од Боговиње тоа го приметија.
Минатата година имплементиравме првата мерка, тоа беше чистење на речните корита и каналите, кои што ќе ни помогнат во спречување и одбрана со понатамошни големи водни текови, односно големи врнежи, а оваа година ја имплементираме веќе во тек на имплементација поставувањето на водомери во 2800 домаќинства. Вакви или слични проекти на УСАИД се реализираат низ повеќе општини низ државата. Соопштение до јавноста испрати Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово изразува разочарување од вчерашниот состанок одржан во просториите на локалната самоуправа во присуство на градоначалничката Теута Арифи, министерот за образование, но и заменикот министер за транспорт од една, а од друга страна професорите и родителите на учениците кои посетуваат настава на македонски јазик во гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово. Имено констатирано било дека просторниот проблем очигледно не може да се реши и не се нашло заеднички јазик, освен ветувањето на министерот дека ќе продолжи со постапката за добивање на градежна маркица за доизградба на 6 училници, наведуваат во соопштението. Воедно разочарани сме од односот на македонскиот дел од власта, поточно министерот за транспорт и врски, но и заменикот министер за образование, кои не нашле за сходно да присуствуваат на овој состанок на кој биле уредно поканети. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово прашува дали со ова се праќа лоша порака на македонците во Тетово и Западна Македонија. Го прашуваме Општинскиот комитет на ДПМН од Тетово, бидејќи во последно време активностите им се насочени кон се освен кон решавањето на овој проблем. Зошто овој горлив проблем не е на врвот на приоритетите во нивната програма? Исто така изненадени сме од однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои како да заборавија дека се дел од сето ова и наместо да стојат настрана и да се ситат на грешките на ДПМН, најдобро би било и за учениците и за професорите од македонска настава да направиме политички притисок, зашто поскоро заедно да го решиме овој голем проблем еднаш за секогаш, го завршуваат нивното соопштение. Значени настани од историското минато се одбележаа денес со изложба на уметнички слики и фотографии на членови од третиот тетовски партизански одред и борци од НОБ во галеријата на Музејот на Тетовскиот крај. Со изложба на уметнички слики и фотографии на членови од третиот тетовски партизански одред и борци од НОБ во галеријата на Музејот на Тетовскиот крај денес беа одбележани значајни настани од историското минато, формирањето на третиот партизански одред и трагичниот настан во село Беличица. Одбележувањето започна со реферат за потсетување на настанот. На 8 август 1944 година во село Рамно Кумановско е формиран третиот тетовски партизански одред, во чиј состав беа вклучени 12 борци од третата македонска бригада, Кумановскиот партизански одред и командата на Кумановското воено подрачје. Тоа беа искусни борци комунисти кои потекнуваа од Тетово и Тетовско. Формирањето на третиот тетовски партизански одред уследи по одлуката на главниот штаб на НОФ и ПОМ за Македонија, што произлегуваше од планот за создавање на нови и покрупни војни формации на Народно-ослободителната војна низ цела Македонија и за завршните војни операции за конечно ослободување на Македонија. Во Рамно се собраа Благоје Буневски Мабус, Томо Софрениевски, Александар Здравковски Санко, Ѓоце Стојчевски Амбарч, Борче Кочовски, Александар Златановски, Нешо Марковски, Саво Марчевски, Димче Савески Кука, Војо Зафировски, Борис Мисајловски и Мирко Богоевски. Сите 12 беа родени во Тетово и повеќето од нив веќе имаа вршено и бавуваа одговорни должности во партијата или пак во партизанските воени единици. Пред присутните беше прочитано и писмото кое народниот херој Ѓоце Стојчевски им го испратил на неговите родители пред клучните настани. Кон крајот на август 1944 година, заедно со група други искусни борци, повторно е испратен за Тетово со нова задача. Се формира нов тетовски одред, а тој станува заменик политички комесар. Неколку дена пред трагичното, но херојско загинување, Ѓоце го пишува своето последно писмо до неговите родители, во кое меѓу другото им јавува: сигурно слушате за нашите борби со бугарите и германците и бугарите што им ги нанесуваме, ударите што им ги нанесуваме. Верувам дека сега сте убедени оти е блиска слободата и победата над германците. Не е чудно Тетово, Гостивар, па и цела Македонија за еден месец да бидат
слободни, а јас за Митровден да бидам дома. Ви испраќам малку чај. Зашто? Друго немам. Зашто ние не сме печалбари, туку војници? Сепак поубава печалба од слободата нема. Таа најубава печалба за македонецот слободата. Ѓоце не ја дочека. Загина само 2 месеци пред ослободувањето на својот роден крај 19. ноември 1944 година. Инаку најмалиот посетител на изложбата всушност беше внука на народниот херој Ѓоце Стојчевски. Со дошла со внуката да го запознае, потом со негова. А секоја година идеме редовно, мината година, секоја година, али сепак она беше мала. Не знаеше уште, сега се малку поќе разбира и го знае, го познава и ликот на дедо Ѓоце. И кога иде на партизански гробище, пошол дедо и почина и njemu редовно му пали свеќа. Значи толку е активна, многу е чувствителна. Изложбата е поглед на ученици од основните училишта. И тука сме дојдени за да посетиме тоа што ни кажале наставниците по граѓанско образование и убаво си поминав. Тука ние сме донесени од страната на наставничката Наташа да видиме музеот во Тетово, што има да ни представи какви фотографии има на оваа изложба, оружја, антитети. Меѓу присутните беа и представници од семејствата на борците, негувачи и продолжувачи на традициите на НОП, граѓани како и други представници од јавно-општествениот живот во градот. Пукање од огнено оружје, кражби и повреден работник се случувањата регистрирани во денешниот полициски билтен на СВР Тетово. 19-годишник од гостиварското село Равен вчера попладне од моторно возило Мерцедес со гостиварски регистерски таблици, кое било паркирано на земјено проширување покрај регионалниот пат Равен-Вруток, со гасен пиштол испукал неколку куршуми и на брзина се оддалечил од местото. За кусо време тој идентификуван и приведен во полициската станица Гостивар, разговарано е со него и вечерта е пуштен. На местото на пукањето извршен е комплетен увид, пронајдени и подигнати се за вештачење неколку чаури, а пронајдене исто така и пиштол Екол кој е со потврда одземен. По целосното расчистување на случајот 19-годишниот равенец ќе се соочи со поднесок. 60-годишник кој работел како хаус-мајстор во основното училиште Мемет Дерала во Гостиварски Градец се самоповредил вчера работејќи на ограда во дворот на училиштето, заедно со неговиот колега на возраст од 47 години. Врз него паднала металната ограда и му нанела тешки телесни повреди на главата. Со приватно возило повредениот е пренесен во Гостиварската болница и по укажаната помош пуштен на домашно лекување. По овластување на јавен обвинител извршен е увид и целосно се расчистува случајот. Во полицискиот билтен регистрирани и 2 кражби. Првата се случила вчера во куќа во Тетово, при што засега непознати сторители украле 1500 евра кои биле ставени под разновидна облека и еден комплет бижутерија, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 100.000 денари. Втората кражба се случила во периодот помеѓу 22 минатиот и 14 овој месец во куќа во Гостиварско Врапчиште. При тоа крадците одзеле десетина парчиња разновиден златен накит. Вкупната материјална штета што ја причиниле во оваа кражба се проценува на 100.000 денари. Во двата случаи се работи на откривање на сторителите. Двајца албански државјани од Пешкопеја се сретнаа со полицајците кои пред 6 години им ги спасиле нивните животи кога заглавиле на кораб во длабок снег и на екстремно ниски температури. Двајца полициски службеници, Љатив Пајковски, командир на полициско оделение Ростуше, и Веда Зеќири, раководител на смена во полициска станица за граничен надзор Жировница, а кои пред 6 години несебично и храбро учествувале во спасувањето на двајца албански државјани од Пешкопеја, деновиве во Дебар се сретнаа со 26 годишниот Мојси Селмани и 2 години повозрастниот Шабан Елези, кои оттогаш го живеат својот втор живот. Пајковски, тогаш командир на полициската станица за граничен надзор Жировница, и Зеќири, со максимално ангажирање направиле вистински подвиг и успеале да ги спасат албанските државјани, кои легално влегле во нашата земја со намера да заминат во Гостивар и заталкале по снежните падини на кораб, заглавувајќи во длабокиот снег на екстремно ниски мартовски температури. Но тогаш двајцата полициски службеници со упатување повеќе совети преку мобилни телефони и со
друго конкретно дејствување, успеале да ги извлечат од снегот и премрзнати, но живи, да ги стават во армискиот хеликоптер, кој во меѓувреме го повикале, а потоа и да ги сместат во болницата во Дебар. Јавна благодарност на Пајковски и Зечири, на македонската полиција и Република Македонија. На дебарската средба им искажал и градоначалникот на Пешкопеа Етем Фида, кој не штедел пофални зборови за нивното хумано дело, за кое наскоро се подготвуваат и ќе им бидат врачени пригодни признанија. На судењето за случајот пуч не се појави главниот сведок, поранишниот премиер Никола Груевски, а отсутен беше и еден поротник. Специјалната обвинителка Катица Јанева вели дека предметот е од итна природа и треба побрзо да биде закажано ново судење. Главната расправа за случајот пуч денеска беше одложена поради отсуството на еден од поротниците, а следното рочиште е закажано за 1 ноември. Во судницата беа присутни сите обвинети, како и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој е четврто обвинет во случајот, рече дека тоа што се случувало денеска во судот е голем срам и доказ како се инструментализира и се става под контрола судството заради забеганите политики во Македонија. Во рок од 8 дена, кривичниот суд е должен да закаже судење за првите две обвиненија кои по скратена постапка ги поднесе специјалното јавно обвинителство. Обвинителката Катица Јанева вели дека е подготвена за судење. Тие се поднесени со скратена постапка. Рокот на закажување е 8 дена. Судот може тоа веднаш да го закаже, а ние сме подготвени за судење, рече Јанева. Специјалното јавно обвинителство вчера ги поднесе првите две обвиненија, точно на годишнината од нивното формирање. Првото обвинение за уништување на докази за прислушувањето, за кое специјалното јавно обвинителство товари 7 лица, а второто обвинение се однесува на нарачаното насилство врз градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски за време на седница на општинскиот совет, кога се случи протест пред општината. Двете обвиненија ќе се поднесат по скратена постапка, а од специјалното јавно обвинителство велат дека очекуваат осудителни пресуди. Фудбалерите на Тетекс утре сабота на 17 септември во рамки на петото коло на втората лига се домаќини на Новаци. Надпреварот ќе се игра на фудбалското игралиште на спортскиот центар со почеток во 15 часот и 30 минути. Во екипата на Тетекс се надеваат на прва победа во оваа сезона. Веќе првенството зема замав, позади нас се 4 кола. Знаете сите за состојбата, да не се навраќам како почнавме, со кои играчи располага Тетекс, какви се случувањата во клубот, меѓутоа, ете, тоа е позади нас. Сега екипата расне на физички план, што е најбитно, затоа што 2 дена пред првенство ние почнавме со првенство, не бевме спремни физички, меѓутоа повеќе од месец дена сме заедно, така да тој проблем е веќе во архива, така да фактички овој надпревар со Новаци е нашиот влез во првенството. Сега Тетекс влегува во првенството. Значи ни беа 4 недели потребни за да се запознаеме меѓусебно. Сепак имаме 9 младенци од по 18-19 години, имаме играчи вратен од што имале прекин на кариера по година-две, има играчи од Скопје, 3-4, се тоа требаше да се екипира, се тоа требаше да се да изгледа фудбалски, тоа за жал си зеде данок, изгубивме сите 3 надпревари што ги игравме како гости, ги загубивме, почнувајќи од Металург во Скопје со 1-0, па во Лазрими во Кичево 2-1 и последната со добрата екипа на Академија Пандев 5-1. Така да, ова е првиот надпревар што нашите амбиции се поголеми. Значи, амбиција од типот на победа. Значи, Тетекс му треба еден добар надпревар, една победа за да се врати атмосферата во екипата и фактички да влеземе како и другите екипи во рамноправна борба со нив. Затоа што, повторно ќе кажам, овие 4 кола беа тотално нерамноправни за нас.
Па против Новаци се надевам на една добра игра. После месец дена веќе сме заедно, цела екипа. Знаеме како почнавме и е многу важен надпревар овој за нас. Се надевам дека со една добра игра би требало да го добиеме овој надпревар. Новаци исто така една солидна екипа, но во сабота бодовите би требало да останат во Тетово. Лидерите на 27 земји членки на Европската Унија денеска ќе се соберат на неформален, но многу значаен самит во Братислава, на кој најмногу ќе се разговара за еднината на Европската Унија без Велика Британија. Првиот голем состанок на челниците на Унијата без Британија ќе има две цели: план за идниот однос со британците и план за реформирање на Унијата. Во обата случаи, како што пишува весникот Bloomberg, целта е на крајот да се осигура дека заминувањето на Британија нема да го ослабе, туку ќе го зајакне европскиот проект. Во центарот на разговорите на европските лидери, меѓу другото, ќе се најде и решавањето на мигрантската криза, јакнењето на безбедноста и одбранбената соработка, борбата против тероризмот и друго. Силна експлозија денеска го потресе францускиот град Дижон, при што повеќе од 16 лица се повредени, од кои 2 потешко. За сега не е позната причината од експлозијата, но се претпоставува дека е газ, соопштија локалните власти. Од експлозијата делумно се урна една зграда, од која станарите се евакуирани. Медиумите пишуваат дека по турнатините се наоѓа едно лице, кое спасувачките служби се обидуваат да го извлечат. Се смета дека или е несреќен случај, или имало обид за самоубиство. Градоначалникот Франсуа Ремсаман вели дека ова нема врска со тероризам. Тајфун Меранти, најсилната бура оваа година во светот, е причина за 11 смртни случаи, а уште 9 луѓе се сметаат за исчезнати при неговото минување на југоистокот од Кина. Со ветер со брзина до 170 км на час, тајфунот ја зафати областа Ксиамен вчера, проследен со силни врнежи. Ширум овој регион без електрична енергија останале 1,65 милиони домови. Поради опасноста од тајфунот раселени се повеќе од 330.000 жители. Стотици куќи и згради се уништени, како и илјадниците хектари земјоделски насади. Според агенцијата која ја проценува штетата на 2,3 милијарди евра. Мост стар 900 години бил однесен од надојдените води. Доналд Трамп има 70 години и многу густа коса. Многу пати досега луѓето погодуваа дали тоа е негова коса или всушност носи перика. Но она што е чудно е што фризурата секогаш му е иста и чудно е како е можно еден старец да има толку многу густа коса. Джими Фалон одлучи на сите да ни ја разреши дилемата со тоа што кога го викна претседателскиот кандидат да гостува во неговата емисија, го замоли да му ја растори совршената фризура. Трамп се согласи, а со тоа им покажа на многумина дека всушност се работи за неговата добро натапирана коса. Поради влијанието на поле на висок воздушен притисок, денес имавме стабилно и топло време. На секаде над Македонија беше ведро и свежо. Утринските температури се движеа од 7 до 16, а максималните дневни температури се движеа од 22 до 33 степени, додека пак UV индексот имаше вредност 6. Утре ќе имаме умерено облачно време со сончеви периоди и ќе биде топло. Попладне во северозападните, северните и североисточните предели се услови за слаби локални врнежи од дожд и температури од 22 до 33 степени. UV индексот ќе изнесува 6. Ги следевте регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.